Ај самите кажете, дали некој од вас кога замислил албанец, го замислил као педер? Тоа е невозможно да се замисли. Ај замислете албанец педер у бечви со кечена глава, со истетовиран двоглав орел на градите и со мобилка у рука, што у секој момент може да употреби као бомба против органите на редот. Нема таков. Или ај замислете албанец педер, со лакирани ногти, со ташна Луи Витон у розови хеланки. Луѓе, нема таква работа. Или замислете албанска геј парада на која што се скандира Косово републик. Тоа не е возможно, луѓе. Меѓу албанците нема педери. Вашиот одговор е... лага. Момент на вистината. Добро. Ме обори овој експеримент. Кога видов на Косово како е, шо направив? Правец у Германија. Во Германија дојдов точно на 2 февруари, кој се ја памтам. И многу се фасцинирав кога сватив дека германците не слушнале за 2 февруари. Мислам, стварно не слушнале, да не ви се колнам во Газево. Кога дојдов тој ден вечерта, одма отидов во диско. Диското беше огромно, преубаво и преполно. Имаше, можеби, над 3000 луѓе, да не кажам све мушкарци. И ја така, отидов во диското затоа што многу сакам да се дружам. Затоа што многу верувам во онаа космополитската парола педери од сите земји на попете се. Мислам, многу поише верувам во таа парола, отколку што верувам во онаа парола Америка и Енглеска биче земја педерска. Пошто денес се ретки земјите што не се педерски. Еве, например, нашава земја уопште не е педерска. Вашиот одговор е... Добро, речија, добро. И стојам ја така на тоа подиумот у диското, пиев некој енерджайзер или бризер, не знам шо беше тоа, и си джускам така, кога гледам, пред мене застанува Ханс. Ханс, презиме му беше Курц Фафен. И стои пред мене, луѓе, људина од човека, 120 кила све мускулче, тоа кртинче, ако те стисне има гуза да ти ради ко медуза. А ја у принцип не сакам овие набилдани типови, ја поише многу сакам овие екзотични типови со куртоазија. Кога ќе речем со куртоазија, мислам на со куродазија. Баш еден таков тип стоеше до Ханс и се викаше Хасан. Еден црномањаст, еден мудомањаст. Па едни бркои што имаше тоа ги сукал, прав прч само тоа бркоите да се заљубиш. Ја го гледам така овој Хасан и вака се враќам со мислите во минатото во нашата славна македонска историја кога сме стенкале под османлиите. Поточно кога сме стенкале под 5-вековно турско робство. И вака си реков, па тогаш турците да биле убави како овој Хасан, па нас македонците ке не снемало бе. Па сите мужи македонци ке се испозалюбеле, ова турциви и македонки веќе останале неебани и нема продолжување на врстата. Значи нема македонци. Иако верувам дека македонките многу брзо ќе се снашле ако маживе им се педерчеле, ама добро. И така јас стојам, гледам во Ханс и во Хасан, овие гледаат у мене, нешто чијукаат, и јас сега не знам кого да одберам. Викам, шо да правам? Викам, ќе ги погледам у кондурите. Пошто бројот на кондурите никад не лаже. Слушајте педер што ќе ви каже. Колку поголем број кондури носи мажот, толку му е поголем. Мислам сега, немојте мене да ме гледате сите у кондури. Овие ми се мали. 3 броја помали. Да. Машала, господине. Честитки. Не ги кри сега кондури, пусти. Мислам, големината не е битна.
Најбитна е. И така ја, нели, стојам и го гледам овој Хансу кондури и шо да видам? Број 52. Абе, сум подголтнал. И викам, чекај да пружам рука, барем да им честитам 2 февруари, нели? И